Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Денеска завршува мандатот на актуелната влада. Се очекува вечерва и опозицијската партија, најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМН да излезе и со имиња за предлози технички министри. Реториката веќе насетуваме дека се заострува, а такво нешто се очекува и периодот кој што следи. Она што многу често го слушаме се она што значат европски вредности, еден термин кој што многу често се употребува, очекуваме дека ќе се употребува и период кој што следи. Токму затоа вечерва одлучивме да објасниме убаво што се европски вредности, да видиме што се, а што не се, кој ги практицира, а кој не. Велам добро вечер за мојот гостин, меѓународниот секретар на ВМРО-ДПМН Стефан Антоновски. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Како што веќе напоменав, веќе овие неколку дена кои што ги оставаме за нас, многу често слушавме формулацијата што се европски вредности. Ние сме за проевропски вредности, едни се тврдат, други не се. Меѓутоа, вечерва се договоривме дека ќе објасниме најпрвен што се, бидејќи понекогаш забораваме, бидејќи тоа е многу важно не само да ги дефинираме што се, меѓутоа да видиме дали се практицираат и кој како ги практицира. Што се пред се европски вредности? Па добро, ајде да почнеме вака малку теоретски. За една земја која што е кандидат и која што сака да биде дел од Европската унија, постојат, би рекол, три паралелни темели на кои што треба да ги базира својот развој, својот демократски развој, наједноставно кажано. Првото е што е слоганот или логото на Европската унија, тоа е еднакви сплотени во различностите, инваријатата конкордија. Вториот аспект кој што исто така многу важен се критериумите од Копенхаген. И ние често ги забораваме тие критериуми, најмногу затоа што во европскиот пат на Македонија кој што трае повеќе од 25 години, ние постојано имаме некои нови условувања од страна на билатерални прашања, од страна на нашите соседи и така натаму, па забораваме која е основата. А основата на копенхагешките критериуми или првото барање е дека државата мора да гарантира демократија, владење на право, почитување на човековите права и правата на малцинствата кои што ги има во своето општество. И третиот аспект по мене многу важен, кој што последниве години особено е значаен и за Европската унија, а тоа е важењето на Европската конвенција за човекови права. Зошто? Затоа што Европската унија во својот развој како економска заедница никогаш не развивала прашања за правата на човекот и граѓанинот, туку тие ги преземала од Советот на Европа. И затоа што свати Европската унија со текот на времето дека Советот на Европа има една многу силна пракса преку Европскиот суд за човекови права од Страсбур и Европската конвенција, тие наместо да пишуваат своја повелба за човековите права, иако таква имаат, таа повелба всушност во целина ја прифаќа Европската конвенција за човекови права. Што значи три аспекти се клучни за нас. Првото е инваријатата конкордија, второто се критериумите од Копенхаген, надградени со критериумите од Мастрихт кои што повеќе се однесуваат на економијата, и третиот дел е почитувањето на човековите права во Европската конвенција за човекови права. Ги споменавме токму овие столбови. Ќе се согласиме дека клучот на сите нив е владењето на правото и човековите права, бидејќи генерално ниту економијата, ниту институциите, ништо не може да функционира доколку нема владење на правото. Тоа е едно од основите на копенхашките критериуми. Владењето на правото и човековите права се, како што кажавме, основите на Унијата. Меѓутоа, ние во изминатиот период веќе и од странските дипломати слушаме реторика која што е малку поспецифична од она што сме слушале претходно. Или ако сакаме да бидеме попрецизни, кога зборуваме за почитување на човековите права и правосудството како еден од постулатите. Да потсетиме дека евроамбасадорот ГИР за корупцијата кажа дека тече низ дел од институциите и вели спречете ја. Американската амбасадорка Агелер исто така кажа дека имаме епидемија на корупција и епидемија на неказнивост. Како ние, како Македонија, како држава, власта која што вели дека почитува европски вредности, стигнавме до момент да добиваме вакви сериозни опомени од европските, па и од меѓународните представници пред се? Поставивте едно многу сериозно и комплексно прашање, ќе се обидам да го одговорам во некои три дела, се надам дека ќе бидам доволно прецизен. Прво ја спомнавте владата. Многу е значајно, овие 3 дена се случува,
конференција, панел дискусија на која што се наредени сите владини представници и кои што зборуваат за европски вредности. Таа ја нарекуваат годишна конференција, која што мене многу ми наликува на партиска збирштина. Зошто користам вако тврд израз? Затоа што користејќи народни, граѓански наши пари, стотици илјади евра, ти организираат прескап настан во еден од најскапите хотели во Скопје, во кој што се промовираат себе си како една проевропска или европски фронт или проевропски фронт, делејќи го граѓанското ткиво во Македонија повторно по уште една линија. Како да не ни беа доста социјалните поделби, економските поделби, етничките поделби, граѓанските поделби, сега не делат и на оваква една поделба кој бил про Русија, така велат тие, и кој бил про Европа. И тие самите се дрзнуваат да кажат дека некои од луѓето се или дека тие самите се европејци, а сите други кои што не мислат како нив се антиевропејци. И јас со ова не можам да се согласам ниту една секунда. Зошто? Затоа што од таа страна која што ги критикува, тоа е опозицијата, било да е македонската опозиција или албанската опозиција. Прво имате луѓе кои што своето образование го завршиле во Европа и во светот. Имате политички партии кои што од првиот ден, од 90-та, како што е ВМРО ДПМН, кажува дека се залага силно за евроатлантски интеграции на Македонија, интеграција во НАТО, интеграција во Европската унија. Уште кога Сојузот на комунисти или СКМП-ДП, Социјалдемократскиот сојуз денешен, се повикуваше за мала Југославија заедно со Слободан Милошевиќ, тоа не треба се заборави. Имате од оваа страна партија која што го потпиша стратешкиот договор за партнерство со САД. Од оваа страна е партијата која што обезбеди визна либерализација за граѓаните, позитивна препорака за Европската унија, сет на позитивни препораки за Европската унија. Јас ќе се сложам дека ВМРО ДПМН не е ниту совршено, ниту владењето на ВМРО ДПМН било безгрешно. Но не можете да кажете дека една политичка партија која што е столбот на европските вредности во Македонија била против Европската унија, а тоа да го плаќате со граѓански пари. Организирајте си Социјалдемократски сојуз и ДУИ некоја партиска конвенција, спорувате што сакате, но да ги користите моите пари, вашите пари, парите на сите даночни обврзници, да организирате скапи конференции со ручеци, со вечери, со скап пиар, само за да може да се покриете, е недозволиво. Тоа е првиот аспект, затоа што најмалку што може да зборува оваа влада е за европски вредности. Пред да продолжиме понатаму, сакам на ова што го кажавте на подпрашање, дали ова последниот начин на кој што треба да се дали сметате дека кога се зборува за проруско влијание, обвинуваат за проруско дека не сте биле проевропски, дали ова во суштина се последни обиди за да се нанесе некаква штета на ова што вие го зборувате, бидејќи како што кажавте, граѓаните гледаат и ние денеска ќе зборуваме за тоа што се европски вредности, а суштината на европските вредности е сето она што во моментов спротивно на она што во моментов се прави. Ние сме правеле овде емисии за тоа дека не се почитуваат човековите права, довербата во судството паѓа, граѓаните гледаат што се случува. Дали мислите дека ова се последни обиди, дали очекувате ваквата реторика да се зголеми како што доаѓа периодот на изборите? Влегувајќи во изборен циклус, единственото прашање по кое што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ можат да зборуваат, тоа се некакви си европски вредности и уште една драматична поделба на населението на про-ЕУ и анти-ЕУ. Зошто? Затоа што тие не можат да се фалат со конкретни работи кои што ги сработеле во нивниот мандат. Тоа значи дека очекувате за ова дека ќе биде една од реториката што тие би сакале најголемиот дел од дискусијата, од дебатата да биде кој е про-ЕУ, кој е против ЕУ. Зошто? Затоа што не може да го докажете со практични работи. Например, можеме да кажеме со практични работи дали тие го донесоа Google во Македонија или не го донесоа. Дали во Тетово, во индустријската зона се произведуваат електрични автомобили или не се произведуваат. Дали изградија 1 километар автопат со Бехтеленка или со некој друг партнер или не изградија. Дали железницата кон Бугарија ја изградија или не ја изградија. И тие се конкретни работи за кои што можеме да разговараме. Дали е корумпирано МНАВ или не е корумпирано. Дали имаме непотизам, дали е корумпирано МВР или не е корумпирано. Тие се конкретни работи за кои што можеме да дискутираме и тука тие губат 100-0. Единствено место кај што тие мислат дека би можеле да добијат некој процент е да кажат да, ние сме европејци, еве потпишавме секакви договори со Европската унија, со нашите билатерални противници кои што претходно сме ги имале или со соседите, и затоа што ние потпишуваме договори надвор, ние сме европејци, вие затоа што не прифаќате да бидете побугарчени во Македонија, вие не сте европејци. И тоа е единствената дискусија по која што тие би можеле или сметаат дека би можеле да добијат некој поен. Но зачнавте прашање поврзано со европските вредности и тоа мислам дека би сакал вака да го потенцирам. Например, една клучна европска вредност е владењето на правото и правната сигурност.
и вие како телевизија и другите телевизии се свесни и ја покриваат таа тема, тоа е издавањето на пасоши или немањето на пасоши. Замислете каква ситуација е во моментов. Граѓанин на Македонија кој што легално си извадил пасош во 2020 година, на него пишува Република Македонија, патува во странство и добил своја виза или престојувалиште во Германија, да речеме, или во Австрија или така натаму. Тој човек без никаква вина не може да се врати после 12 февруари во Македонија. Не може да патува од една во друга држава. Зошто? Затоа што државата си одлучила самата во 2021 година тајно да си го смени законот за патни исправи и да каже патните исправи кои што имаат Република Македонија на нив ќе важат до 12 февруари 2024 година. Без никакво објаснување, без никаква дискусија, без никаков дополнителен ангажман на Министерството за внатрешни работи, тие си пуштиле една своја одлука и ја крија истата таа одлука до ден денешен. Во ниту еден момент не кажа дека ќе направат дополнителни напори да сите граѓани на сметка на државата, затоа што таа решила еднострано да си ја смени, да го смени правилото, да извадат нови пасоши ако за тоа имаат потреба. Истото се случува и со возачките дозволи. За какво владење на правото зборуваме? За какви човекови права, право на достоинство зборуваме? Кога граѓаните треба да се мрзнат пред Министерството за внатрешни работи, да чекаат со часови, преку врски да влегуваат, да плаќаат пари во кеш за да може некој да ги фотографира, наместо да работат сите можни пунктови во држава работат лимитирано 50%, Министерството за внатрешни работи да не преземе одговорност самото да ги плати овие патни исправи кои што граѓаните мораат да ги извадат заради нивните хирови и да нема никаков сенс да се стопира овој процес затоа што покажа Министерството за внатрешни работи дека не е доволно подготвено да го направи, да направи промената и да им каже на граѓаните во рете кога ќе ви истече пасошот по 10 години, по 5 години, како што се пишува на него. Документ, да. Вие тогаш ќе си дојдете, ќе си аплицирате за нов пасош, а ние ќе си ја преземе на нас одговорноста тогаш да бидеме подготвени. Наместо тоа, граѓаните се втурнати во понижувачки околности, нарушувајќи ги сите човекови права, видете како се тискаат по ходниците, како се расправаат меѓу себе граѓаните, како има дури физички и вербални напади меѓу себе. Зошто? Затоа што Министерството за внатрешни работи не е во состојба да гарантира основна правна сигурност. А основната правна сигурност е кога вие ќе извадите државен документ на кој што ви пишува важност 2029 година, тој да важи до 2029 година. Тоа е обврска на државата. Не е ваша лична обврска да го проверувате секој датум кој што државата гарантира со својот потпис и печат дека го обезбедил. Ова е една од тие вредности. Ајде да видиме уште една, пошто беше актуелна, би сакал да ја прокоментирам. Тоа е состојбата во МНАФ. Го имате Артан Груби, кој што е шеф на однесувањето на ДУИ во институциите, кој што игра фудбалче во својот кабинет, кој што ние го плаќаме, државата му изгради. Тој повторно е навреда на граѓаните таквото однесување, ова што го зборуваме. Нормално, затоа што тој се чувствува доволно моќен да ги навреди граѓаните во било која состојба. Зошто? Затоа што него му е подчинета Социјалдемократскиот сојуз комплетно, може да одлучуваат за што сакаат и сега внатре во институциите тие се однесуваат како богови. Кој е ефектот? Имате влез во македонска навигација, каде што го контролираме македонското небо, контролираме авиони кои што се домашни, но и авиони кои што доаѓаат од странство, дел биле и од НАТО земјите. И вие во таква една институција се дрзнуваат пријателите на Артан Груби да влезат во институцијата, да ја демолираат, да се обидат да ја демолираат и да нападнат вработен во самата институција. Зошто? Која беше причината? Многу малку се зафативме на таа причина, затоа што не дозволи синдикатот во МНАФ и вработените да примат луѓе кои што не поминале тестови. Замислете, значи, желбата на Артан Груби е секоја можна институција да се опфати, да се фати и како паразит да се закачите на секоја една институција и таа институција комплетно да демолирате. Кога ќе заминете од таа институција, таа да не може да функционира. Многу едноставни примери има што сите ги знаеме. Таква е Пошти на Македонија. Институција во која што тие владеа десетина години. И таа одговорност има и ВМРО ДПМН, не бегаме од таа одговорност, дека им беа давани институции кои што тие како паразити ги нагризува и ги уништува. Имаме таква и железници. Такви се бројни институции во Македонија. И сега проблемот е како да излеземе од овие нивни европски вредности. Затоа што јас не се согласувам дека европска вредност е непотизам, рушење на институциите, невладење на право, корупција од највисоко до најниско ниво. Ја не можам да се сложам дека европска вредност е вашето дете да може да купи трговски центар на 26 години.
Дали европска вредност еве од последниве афери кои што ги извади ВМРО ДПМН е поврзана со грантот од 620.000 евра на супругите на вице-премиерот Битики и директорот на Агенцијата за разузнавање Ерор Муслиу, кој што во суштина еден сериозна сума на пари за меморандум за сузбивање на тероризмот, кој што е меморандум нели во координација предводена, односно назначена од владата. Да потсетам дека ние сме земја членка на НАТО. Дека и во случајов со МН ние сме земја членка на НАТО. Ние имаме не само во гради да се удираме дека сме земја членка на НАТО, туку имаме сериозна одговорност кога станува збор за особено за нашето однесување. Дали на пример ова е една вредност на Европската унија и ако ги пример како прашате треба да се СДСМ, на однесува? пример, вредност дека сме членка на НАТО, значи кој ќе ракоплеска кога сме станале членка или кој ќе објави на својот Facebook профил знакче со поддршка на НАТО или поддршка на Украина. Но во пракса, кога ќе ги прашате што на вистина значи да бидете членка на НАТО, тоа значи да се однесувате по тие стандарди. А стандардот значи дека не треба да имате судирни интереси. И не е само оваа институција и само овој грант кој што го има Ова е добиено. само еден од примерите. Меѓутоа, Господинот Ковачки многу пати беше нарекуван дека шири лажни вести, дека не ја кажува вистината, но излезе со документи со кои што покажат дека токму овие семејства се вклучени во добивање грантови директно од државните институции. Но јас треба да ја вака малку заголицам и истражувачкото новинарство да истражат колку ИПА проекти има добиено истата таа консултантска куќа. ИПА проекти поврзани со државни институции. И тоа во времето на владењето на општините на СДСМ и на ДУИ. Дали компаниите, еве јавно прашувам, дали компаниите на Битичи учествувале, компанијата за консалтинг учествувала во ИПА проекти, добивала грантови од ИПА проекти, додека тој бил во владата. Затоа што тој не е вчерашен вице-премиер, тој е вице-премиер неколку години, пред тоа беше дел од владата. Дали неговата консултантска куќа била вклучена и зошто токму тие консултантски куќи се оние кои што ги добиваат ИПА проектите? Зошто токму тие консултантски куќи треба да добијат НАТО грантови за борба против тероризмот? Немаме ли ние доволно квалитетни внатре институции или невладини организации кои што може да се надпреварат, но кога е нерамен теренот, кога нема владење на право, кога нема основно ниво на подалба на власта и на подалба на тој судир, надминување на тој судир на интереси, ви имате вакви ситуации затоа што тие се дојдени да се богатат, тие не се дојдени да ги оправат работите и тоа се гледа последниве години. Една од останатите принципи и вредности на Европската унија еднакви можности, нели, за сите да имаат еднаков пристап, ова што вие сега го споменавте. Како млад човек, како сите оние млади кои што не гледаат, како сите оние млади кои што можеби и надвор се заминати, не само млади, туку и повозрасни, се поставува прашањето како тука еден човек да остане мотивиран кога се соочува со вакви препреки, каде се тука еднаквите можности, каде е тука европската вредност, еднаквост за сите, односно сите да имаат еднаква достапност не само на пазарот, туку да имаат еднаква можност да ги покажат своите знаења и квалитети на страна од партиските вработувања и се останато. Вие сте од младата генерација на политички јавни личности, како да се мотивираат вака? Има ли начин ова да престане? Тоа е едно прашање и како кој што да се јас нанесе вистинска европска вредност кога зборуваме за европски вредности? Тоа е прашање кој што јас лично си го поставувам многу често, дали вреди да се бориш и дали вреди да останеш Да, одлично прашање, дали вреди, да, тоа е дали вреди да суштината. се бориш, дали вреди да потрошиш многу сериозен дел од својот живот на партиски политички ангажман во држава која што многу долго време е зачмаена, многу долго време е затворена и која што не покажува, не дава простор за голем напредок. Но секогаш си го поставам тоа прашање во насока на тоа дека ако не сме ние, ако заминеме и тие што малку што останавме сме активни, тогаш кој ќе ги помести работите? Дали можеме да очекуваме од генерацијата која што ги уништи состојбите во Македонија, која што Македонија врати да биде полоша од 90-тата, дека истата таа генерација ќе има сила, енергија, желба, знаење да ги помести работите напред. И затоа што не верувам дека таа генерација на политичари кои што се уште се доминантно активни во власта, можат да ги покренат работите. Не можам да очекувам дека Али Ахмети ќе донесе нешто ново на Македонија, кој 20 години е паразит на Македонија. Не можам да очекувам дека Артан Груби ќе донесе нешто ново 15 години. Бујар Османи, да не ги набројувам останатите. Од кого да очекуваме дека ќе донесат некој напредок во Македонија? И некако, знаејќи дека тие луѓе не можат ништо да направат или не сакат ништо да направат, не ни останува ништо друго на тие што останавме да се бориме за да се избориме да ги промениме работите. И често и тоа
се обидувам да си го ставам како запирка, дали ќе успееме и дали ќе биде возможно. Мислам дека ќе успееме, ама ќе биде многу тешко. Затоа што толку многу е разгризано општественото ткиво во Македонија во сите делови. Зборувавме за вадењето пасоши, да не зборувам за здравствени услуги или пак за економски мерки или за справување со сиромаштва или социјални услуги или па да го отвараме прашањето за образование. И знам дека ќе биде ѓаволски тешко тоа да се направи. Знаете Но зашто мислам дека оваа генерација на политичари, особено во опозицијата, ја имаат енергијата да ги направат промените. Со вистинските луѓе поставени на вистинските места, со дадена шанса и со многу сериозна макотрпна работа на тие што останавме, мислам дека можеме во првите година дена да покажеме сериозни резултати. Кога ќе покажете сериозни резултати и намера, желба дека може работите да бидат оправани, ми се чини дека ќе ни се придружат и други луѓе. И се надевам и се борам дека ќе дојдат и други не само од приватниот сектор, туку ќе дојдат и од странство, наши луѓе кои што се иселиле, млади или повозрасни, да ни помогнат во тој процес. Да, Но мора да бидат искрена надеж. Ако не бидат искрена надеж, тогаш разочарувањето ќе биде многу поголемо. Но верувам дека оваа генерација има таа енергија. Прашањето ми беше, би сакала да го поврзам со начинот на кој што многу често младите знаат да кажат не ме интересира, ми е преку главот се. Меѓутоа, сакам да го доловам моментот колку е важен гласот на еден гласач. Односно колку е важно ние да учествуваме преку процесот на правото на глас во носењето на одлуките, бидејќи тоа е еден од начините како можеме да ги промениме нештата и секако тргнува од нас лично самите. Меѓутоа, како што кажав, доаѓа изборен период, една од риториките кои што ќе ги слушаме се токму европските вредности, останатата риторика која што ја слушнавме изминатиот период, особено загрижуваше тоа што доаѓа од еден министер како што е министерот за надворешни работи, ќе се навратам на риториката поврзана со албанофобијата. Односно, ние некако секој кој што ќе сака да ја искритикува ДУИ, кој што ДУИ е на власт од кога паметиме, е етикетиран како албанофоб. Да подсетиме последното случување во дипломатијата, бидејќи зборуваме за меѓународните односи, значењето на меѓународните односи, е поврзано со критиките упатени до министерот за надворешни работи за кадрите кои што беа назначени за конзул во Њу Џерси и за амбасадор во Будимпешта. Кадри кои што се несоодветни за местото на кое што беа упатени, ниту пак се соодветни за да бидат во Министерството за надворешни работи. Тоа беше оценето како албанофобија. Дали и до кога ќе го слушаме ова? Мислам дека исто како што руското влијание, албанофобијата се две реченици кои што многу често ги слушаме. Мислам дека треба да објасниме дека не е албанофобија кога критикуваш министер на ДУИ за несоодветно работење на она што го работи. Кај граѓаните на Македонија се развива една друга фобија, а тоа е дуифобија. И таа дуифобија ги плаши ДУИ, затоа што тие многу вешто се крија зад одбрана на албанските национални интереси во Македонија и тоа го правеа навистина многу вешто, многу долг период, но сега се разобличени. А се разобличени затоа што првенствено ВМРО ДПМН, но и други политички партии започна да откриваат скандали во нивното работење. Многу сериозни скандали. Зборувам за лотарија, се појави МНАВ, се појавуваат набавката, купувањето на Соравија и бројни други скандали кои што ги прави ДУИ, да не ја спомнувам дипломатијата. И сега ДУИ бара начин како да се заштити. Наједноставниот начин е да се зацкријат зад руски ботови и второто дека ние сите сме албанофоби затоа што го критикуваме ДУИ, работењето на ДУИ, начинот на кој што избираат јавни обвинители, начинот на кој што избираат суди, начинот на кој што кријат предмети, начинот на кој што застаруваат предмети, менуваат кривични законици и така натаму. И сега кој е наједноставниот начин? Наместо да се занимавате со објаснување на сите овие скандали, вие ќе речете: "А, тие се албанофоби, зашто не критикуваат? Гледате, ги мразат албанците." Но кај албанците во Македонија се буди еден нов феномен, а тоа е дуифобијата и кај нив. Затоа што се повеќе мислам дека и на албанскиот гласач во Македонија му е смачена од ДУИ. Затоа што тоа е една елитистичка банда која што прави, ги разделува бенефитите само за своите. Ако не сте дел од таа банда, тогаш сте против нив и тие гледат како да ве уништат. И тоа најмногу го чувствуваат албанските неопределени гласачи. Затоа што јас не видов, например, дека има албанофобија кон некој градоначалник од ДУИ кој што си ја работат. Или кон некој градоначалник од Алијанса кој што си ја работат. Или кон градоначалник од БЕС.
Никој нема никаков проблем. Не видов албанофобија, на пример, према министерот за здравство, према министерот за информатичко општество и администрација. Зошто критиката кон министерот за информатичко општество доаѓа повеќе од ДУИ, од внатре, од владата, а не доаѓа од опозицијските партии? Затоа што законите, на пример, дел од законите кои што ги предлага, имаат логика. Ама сите сме против тоа да во МН влегуваат разбойници и да му се закануваат или да вербално и физички да го напаѓаат контролор на МН, затоа што не дозволувал да се вработат луѓе кои што не положиле тестови. Но дуи тоа ќе продолжи да го прави, затоа што тие се двете полуги кои што тие ќе ги влечат до изборите. Дуи не може да се пофали дека во Тетово или во Гостивар донеле нова инвестиција. Дуи не може да се пофали дека има не знам каков развој во Арачиново, да речем, каде што тие се некоја власт, дека изградиле некој водовод, некоја канализација, дека донеле некоја нова инвестиција, дека вработиле луѓе. Нивниот начин е партиски ќе ве вработиме во некоја државна институција, ќе ви даваме плата ако кјутите и вашата фамилија ако гласа за нас. А ние меѓу себе ќе си ги делиме сите бенефиции од власта. Тендери, бизниси, секогаш нашите луѓе да го покриваат системот. И кога тоа ќе го разобличите, а ние многу сериозно тоа го правиме последнава година, тогаш ду има проблем. И сега се крие зад таа албанофобија. Но мислам дека граѓаните се многу свесни, само фрустрацијата многу расте. И јас се плашам дека ако на овие избори не се излее таа фрустрација во вид на гласање, тоа што ви го спомнавте, важноста на излегувањето да се гласа, таа може да се излее и на улица. Затоа што луѓето фрустрирани од дуизацијата на општеството ќе почнат да реагираат и тие почнуваат веќе вербално во разговори да реагираат, но ќе продолжат да реагираат и на улиците. Затоа е многу важно да не се заборават изборите во април и во мај и на гласање граѓаните да покажат што мислат за таа коалиција ДУИ СДСМ. Затоа што после гласањето или на Facebook или на други социјални мрежи или јавување во емисии нема ефект, има ефект во кажување на вашата фрустрација, во искажување јавно, но нема практично политички ефект. Затоа е многу важно да се гласа и јас ги разбирам граѓаните, особено има една генерација на млади луѓе кои што се родени со идејата за само што не сме станале членка на Европската унија. Например, родени да речеме 2000 година и вие 2000 подпишувате договор за стабилизација и асоциација и наративото до политичарите е само што не почнале преговори. Тие бебиња родени во 2000 година, оваа година ќе наполнат 24 години. Тие млади девојки и момци ќе гласаат на овие избори. И тие луѓе се уморени од идејата за само што не сме станале членка на Европската унија. Тие се европјани по убедување, зошто? Затоа што патуваат лесно, затоа што комуницираат со светот, постојано се на своите мобилни телефони, тие знаат што е Европската унија, ги знаат вредностите, ги сваќаат, ги разбираат и свесни се дека сме компетитивни, дека можеме да играме и на тој пазар, но 24 години целиот нивни живот тие се угнетувани од политичките елити и се лажени дека само што не сме станале членка, само променете го името, само направете територијалната реорганизација, само донесете втор службен јазик, само бугарите прифатите ги уставот и стануваме членка на Европската унија. Таа фрустрација мислам дека ќе се излее на овие избори, а потоа после тој рестарт потребно ни се сериозни длабоки реформи. И втемелување на европските вредности. Само донесувајќи ги европските вредности во Македонија, живеејќи европски во Македонија, ние можеме да зборуваме за напредок. И тогаш членството ќе си дојде. Затоа што една европска, вистинска европска држава лесно станува членка на Европската унија. Со два договори станува членка на Европската унија. Но кога вие не сте европеизирани внатре, какви сакате преговори имајте, какви сакате договори подпишете, ставете во уставот уште 35 малцинства. Вие не можете вистински да станете членка на Европската унија. Секогаш ќе бидете сирачето кое што треба некој да го одгледува. Но ако станете вистинска европска држава внатре, а ние можеме, малку луѓе сме на мала територија. Имаме сериозни ресурси има оваа држава, ние можеме со сериозна работа, со напорна работа, со ставање на вистинските луѓе на вистинските места ги поместиме работите. Ќе направиме тука една кратка пауза, меѓутоа продолжуваме на истава тема, европските вредности и како да ги практицираме, кој ги практикува, а кој не. Следам за кратко. Добро дојдовте назад, почитувани гледачи. Зборуваме со мојот вечерашен гостин Стефан Доновски за европските вредности, за практикувањето на европските вредности. Се согласивме дека имаме ние капацитет да имаме европски вредности, меѓутоа потребна ни е сериозна работа.
Изминативе неколку денови се одржуваше состанок на лидерите на Западен Балкан со Европската Унија. Се чинеше дека некако власта предводена од СДСМ и ДУИ како да очекуваше поголема поддршка, некои поинакви пораки да бидат кажани од странските дипломати. Меѓутоа тоа не се случи начин како што тие очекува. На различни начини се толкуваше, особено изјавите на американскиот висок представник Обрајан, Джеймс Обрајан. Меѓутоа, како можеве од ваше гледиште, како би ги искоментирале пораките кои што беа упатени токму од говорницата? Па прво да се задржам малку на присуството на европски представници во Македонија. Заради злоупотребите кои што се случуваат, според моите информации, веќе сите странски представници од овој момент понатаму нема да учествуваат во владините пропагандни активности и настани, заради тоа што ќе се смета, според коментарите, ќе се смета тоа за мешање во изборите и за некаква насочување на гласачите. Така што во наредниот период не очекувам кој знае колкава поддршка од страна на Европската Унија за политиките на владата или пак при нивно присуство и коментари на настани. Можно да има еден-два инцидентни настани, но не очекувам сериозна поддршка. Добро, се мали сериозни промени во начинот на кој што се затоа што се свесни и во Брисел дека нема реформи, вистински реформи во Македонија и дека овие луѓе се обидуваат да го поделат општеството и да се представа само себе како проевропејци, при тоа не правејќи ништо во пракса. Потпишувајќи договори, но не правејќи ништо во пракса. Сега се задржам малку на изјавата на представникот на Соединетите американски држави на State Department од Джеймс Обрајан. Тој искоментира дека нема да менува многу во неговите пораки од минатиот пат, па така и јас не би менувал многу во мојот коментар, кој што го кажав и во ова студио, минатиот пат кога тој беше присутен. Јас сериозно ја почитувам ангажираноста на Соединетите американски држави во Македонија и таа една принципиелна ангажираност последниве 30 години. Ќе ја потсетам македонската јавност, иако многу подобро од мене можеби знаат дека токму Соединетите американски држави беа дел од тимот на УНПРЕДЕП, превентивната мисија на Обединетите нации, кој што штитеше границата на Македонија во 90-тите и ја заштити државноста и независноста на Македонија во тие кревки периоди кога државата што туку ја означуваше својата самостојност и независност и ние немавме ниту еден куршум испукан во Македонија за независноста, а потоа преку своите програми на USAID и програмата на американската амбасада во Македонија се донесени стотици илјадници милиони американски долари во најразлични проекти, од инфраструктура, па се до градење на институции, па се до невладини сектори, невладини организации. И тоа е за поздравување, затоа што покажа кредибилност во своето однесување и кога Соединетите американски држави стојат позади вас, тоа го прават многу видливо и многу во пракса. За разлика од некои од нашите европски партнери кои што многу повеќе се во вид на флоскули, на добри зборови, на поддршка, граѓаните често користат терминот тапкање по грбот, но кога ќе дојде во пракса, тука малку недостасува поддршката и тоа го гледаме неколку пати со Европската Унија, но вистина е поразително и често го критикувам дури во разговори со нашите меѓународни партнери. Но кога САД ја дава својата поддршка, мислам дека треба да внимава на кого конкретно ја дава, а тоа е затоа што тие многу долго ја поддржува оваа влада. Да не речам ја поддржува дури кога не беше влада. И знам кога Зоран Заев одеше порано во ходниците во Вашингтон и во Брисел, ја дојуваше својата поддршка затоа што требаше да турне режим, така наречен режим, но тој креираше монструм од тој режим. Значи, не само што го надгради и прошири, туку го расшири во секоја од институциите и доминираше врз македонското ткиво. И наместо да бидеме подобри од што сме биле во 2015-тата, 16-тата, и Transparency International покажува дека сме дупло полоши. Наместо сме подобри во образование и PISA тестирањата покажуваат дека сме многу полоши. Наместо сме подобри во високо образование, шангајските тестирања покажуваат дека сме многу полоши. Што значи дека сето тоа што беше ветувано за домашната публика се беше разочарување. А за меѓународната публика да потпише 2 договори, тој тоа го испорача. И заради тоа не ме чуди поддршката која што ја имаше Заев од надвор од меѓународните партнери, но таа мислам дека треба да биде преиспитана неколкукратно и мислам дека многу од меѓународните партнери веќе ја преиспита и затоа зборуваат многу директно за корупција, за непотизам, за кронизам, за сериозни проблеми со многу директен јазик, со многу директен јазик. Затоа малку ме изненадуваат пораките кои што се уште одат во поддршка на владата
И мислам дека тоа е најмногу затоа што се сака можеби да се испровоцира ВМРО ДПМН да ја даде својата платформа за што планираме денот потоа по изборите. Но јас пред неколку месеци искоментирав дека како што не прашуваат нашите меѓународни партнери што ќе правите за прашањето со бугарите, за слонот во собата кој што го донесе СДСМ, треба да ме прашаат што ќе правите за сите други области: антикорупција, владење на право, земјоделие, образование, здравство и така натаму. Што значи, ние кога бевме прашувани пред година, година и пол, како ќе се справите со проблемот со Бугарија, ние дадовме 3 можни решенија на тој проблем. Но ниту едно од тие 3 решенија не беше испочитувано. Внимавајте, ние не бевме ни испочитувани доволно да бидеме викнати да седиме на масата. Иако од нас свесни беа СДСМ дека ќе треба да побараат поддршка после за во собрание. Но ние не бевме дел од процесот. Никој не сакаше да ги слушне нашите идеи, ние ги споделувавме со јавноста затоа што партиите на власт и меѓународните партнери беа скептични, не сакаа да слушаат. Отидоа во насоката која што ми ја вети СДСМ, затоа што СДСМ им вети лесно ќе ги поминеме ВМРО ДПМН во собрание, лесно ќе го промениме уставот, нема никаков проблем, да одиме во оваа насока. Се залетаа во таа насока, удрија во зид, сега се веќе многу свесни дека удрија во зид и сега велат еве го или зидот кој што ние ви го нудиме овдека, или не знаеме што опозицијата нуди. Опозицијата подготвува една сеопфатна програма. Веќе завршуваме со, да речеме, клучните компоненти на програмата. Сега ќе се доработуваат деловите во периодот што следи, но можам да ви кажам дека за прашањето со Бугарија ние нудиме многу сеопфатно решение. Решение кое што ќе озачува македонското национално достоинство, ќе озачува македонскиот интегритет, нормално дека ќе го понудиме во програмата и програмата ќе нуди како да станеме членка на Европската унија без да се загубиме себеси. Само тој начин е прифатлив за македонските граѓани. И ние наоѓаме алтернативи како тој начин да биде во пракса функционален. Исто како што нудиме бројни решенија за борба против корупцијата. Начини, методи, модалитети кои што се европски практики, како да се справиме со корупцијата и непотизмот. Како да го испитаме имотот на сите јавни државни функционери, носители на судиски обвинителски функции, да видиме како се стекнале со толкави богатства од просечна или малку надпросечна административна плата. Како некој станал милиардер со тоа што бил судија или милионер со тоа што бил министер. Да видиме како може со најобична плата вие да купувате по 10, по 15, по 20 станови во Скопје или автомобили. Така што ние ќе понудиме решенија. За прашањето со Бугарија ќе понудиме решение кој што ќе значи гарантирање на евроинтеграциите и вистинска европеизација на Македонија и заштита на тој евроинтегративен пат од билатералните барања на Бугарија. Ако тоа е прифатливо за македонските граѓани, ние тој пат ќе го тераме. Ако не е прифатливо, може е прифатливо барањето на левица, да одиме со Северна Кореја. Можеби тоа е решението за македонските граѓани. Да заборавиме на инвестициите од Германија, 20.000 вработени во германски фабрики во Македонија, во германски компании, да ги збркаме од работа, да затвориме врата на Европската унија и да речеме ние одиме со Северна Кореја. Или па можеби другата опција е валидна, оваа на СДСМ. Да заборавиме на македонскиот национален идентитет, на Гоце Делчев, на македонскиот јазик, на македонската историја и самобитност и да одиме со главата во зид во Европската унија, дозволувајќи бугарите да вршат асимилација како што не е вршена век и пол во Македонија. Не знам, овие 3 опции ќе бидат на маса пред македонските граѓани и тие ќе можат да одлучат дали сме за решението на ВМРО ДПМН, заштитени национални интереси и евроинтегративен пат, дали сме за Северна Кореја и Русија или сме можеби за бугарска асимилација во Македонија на чуден евроинтегративен пат кој што не носи никакви реформи. Како што веќе кажав, денеска е последниот ден на владата. Од утре веќе како што најави премиерот Димитар Ковачевски ќе си поднесе оставка. До недела на полнок Македонија треба да добие и техничка влада. Од ВМРО ДПМН кажавте дека ќе ги исполните законските обврски и ќе бидат предложени министри и заменици министри во техничката влада. Тоа треба и веќе чина ми вечерва да се случи, но дека нема обврска да гласа во собранието. Но ваквиот став би сакала првин да го објасниме. А потоа ќе би сакале да го објасниме ставот на Димитар Ковачевски кој што вели дека тоа не може така да се направи, со потсетување дека токму првата пржинска влада беше донесена без гласови на Социјалдемократскиот сојуз, кога министри беа Оливер Спасовски за внатрешни работи и Фросина Ременски беше министер за труд и социјална политика. Значи зборувам за првата пржинска влада која што беше донесена токму без гласовите на СДСМ.
Прво, пржинскиот концепт на влада, ние сметавме дека е надминат и дека треба да се укине што побрзо, затоа што создава многу конфликти внатре во општеството, а не нуди некакви посебни решенија. Не затоа што мислиме дека Оливер Спасовски е добар министер, ниту пак дека ќе гарантира фер избори, тоа не го гарантираше во 2021 година, па победивме на тие локални избори, но нашата идеја беше дека не треба да се трошат дополнителни ресурси, дека треба да се оди директно на избори со постоечката влада во технички мандат, затоа што таа кога ќе се распушти собранието е во технички мандат. Тоа не беше прифатено и затоа што не беше прифатено, ние го почитуваме законот и според најавите вечерва имаме седница на извршниот комитет, ќе продискутираме и претпоставам дека во наредниот период ќе ги имаме имињата на нашите предлози за дел од таа техничка така наречена пржинска влада. Но во исто време, според законот за влада и според уставот на Македонија, владиното мнозинство треба да си обезбеди мнозинство за изгласување на таа влада и тоа е нивна обврска. Ниту опозицијата, ниту трети партии немаат обврска да гласаат за таа влада, ниту позитивно, ниту негативно, ниту било како, што значи дека треба да се почитува принципот кој што е востановен во уставот, а тоа е дека пратениците гласаат по сопствено лично убедување, затоа што тие лично се представници на граѓаните. Сега слушам многу небулозни коментари, особено ме повредува тоа кога го слушам од правници, затоа што не знам како дипломирали искрено на правниот факултет, кога кажуваат дека председателот на партијата треба да најави пред седницата како ќе гласаат пратениците од неговата политичка партија. Тоа е кршење на правото на... Ниту едно правило во уставот или во парламентаризмот не зборува за обврска на пратеникот да гласа онака како што лидерот на политичката партија ќе каже. Во собранието, впрочем, имаме и десетина и повеќе политички партии кои што се дел од некоја од коалициите, но се помали условно политички партии кои што имаат своји лидери на политичките партии. Можеби тие имаат различен став. Можеби луѓето кои што се на листите доаѓаат од некоја друга партија, ќе имаат спротивен став од тој на мнозинството во внатре во коалицијата. Впрочем, секој има право да каже дека Талат Џафери, командант во Рина, не му се допаѓа како премиер на оваа држава и ќе гласа воздржано или ќе гласа против таа влада, и тоа е право на секој пратеник поединечно. Впрочем, тоа право го има искористено и СДСМ кога ја напуштиле седницата за избор на таа пржинска техничка влада во 2016-та и не гласале токму за своите тогаш најубедливи представници. Оливер Спасовски и Фросина Ремески. Ќе потсетам дека Ремески во тој период беше потпредседател на СДСМ. Да. Што значи тие не гласале за своите највисоки експоненти, но мислам дека го заборавија тој факт и затоа се излетаа со вакви навреди, омаловажувања кон ВМРО ДПМН, но еве јавноста се ги потсети и мислам дека сега се најдени во некој ќош, па сега објаснуваат дека тие ќе пуштеле половичен предлог за влада, не чуено во македонското уставно и законодавно минато, да се пушти влада на која што ќе недостасуваат министри, особено земајќи во вид дека тоа е спротивно на член 43 од законот за влада, кој што ја регулира пржинската влада, кој што кажува дека владата мора да ги содржи предлозите на најголемата опозицијска партија во рамки на тој состав на влада. Тогаш не зборуваме за пржинска влада, тогаш зборуваме за скратена политичка влада на ДУИ и на СДСМ. Так. Слободно нека одат со таква. Тоа е против закон. Очекувате ли можно ли е такви некои сценарии да прават? Очекувам секаков обид на СДСМ и на ДУИ да ги делегитимираат изборите. За да можат вечерта на изборите да кажат не ги признаваме резултатите. И тоа го очекувам. Затоа што дебакл ќе им се случи на овие избори. Тие се свесни за тој дебакл. Ги гледаат и мерењата на јавното мислење, но и сензибилитетот на граѓаните. Дека онаа фрустрација за која што зборувам во емисијата ќе се истури на овие избори. И тие се свесни за тоа. Се обидуваат да најдат алатки, можности како тој процес да го девалвираат. А ние ќе постапуваме исклучиво според законот. Ако законот бара предлози од најголемата опозицијска партија во моментот ВМРО ДПМН, ние тие предлози ќе ги дадеме. Ако поминат, тогаш ќе бидеме дел од техничката влада. Ако не поминат, нема да бидеме дел од техничката влада, но комплетно сме фокусирани на изборите. Затоа што нас не интересира понудата на граѓаните што ќе ми ја дадеме, програмска и кадровска, и денот потоа. Веќе во ВМРО ДПМН се размислува како ќе ги оправаме институциите денот по преземањето на власта и целосно сме фокусирани на тој аспект. Ова се само алатките како да стигнеме до тој процес. Ние сакаме да бидеме дел од таа техничка влада за да заштитиме населението, граѓаните и избирачите, кога веќе постои како концепт. Но прифатливо е се за нас. Како заклучок можам да кажам дека остануваме на ставот дека ВМРО ДПМН ќе се воздржи од гласањето за Талат Џафери да биде
премиер на таа техничка влада. Ниту е представник на најголемата опозицијска, најголемата партија од мнозинството, иако можеби така се чувствуваат дуи дека се најголеми, најдоминантни во владиното мнозинство, ниту е нивни представник, ниту е човек кој што заслужува да биде председател на владата, дури ни во технички мандат, особено најмногу заради неговото однесување како председател на собранието. Покажа дека може да ги скрши сите можни правила на игра само за да доминира во неговиот замислен циркус. Тоа сакаме да го спречиме, но очигледно СДСМ е толку во клештите, во канџите на Дуи, што не успеа да предложат свој човек за премиер, па нека им е со среќа и нека си го гласат. Да го заокружиме гостувањето токму со изборите кои што следат, споменавте прецизна програма во која што јасно ќе биде наведено како вие гледате Македонија на патот кон Европската унија, односно да биде веќе таму во европското семејство, програми останато. Кажавте дека очекувате одредени нерегуларности, ако добро разбрав, начини на кои што ќе се обидат да ги делегитимираат изборите. Каква очекувате да биде кампањата? Па, веќе беше наговестена кампањата со тоа што одеднаш десетици милиони евра се определија за социјална помош на ученици и студенти во периодот од јануари до денот на изборите, што значи владата се подготвува за ваков предизборен поткуп. Вториот дел е неиздавањето на пасоши, правењето стрес кај граѓаните дека ниту лични карти нема да важат, па дека нема да можат да гласаат, не може да одат во банка, да земат плата или пензија. Тоа е вториот дел кој што го прават. И третиот е ова мафијашко однесување кој што го имаме по улиците и на главниот град и на другите градови, и тие ќе се обидат да го девалвираат процесот, затоа што СДСМ е свесно дека тие од нивните 9-10% поддршка кај граѓаните, а тоа се претежно нивните членови и семејствата, тие погоре не може да додат. Тие не може да ветат нешто ново. Тие не може дури да ветат целосна дигитализација на Македонија, кога во 7 години само назад се вративме со дигитализацијата, никој нема да им верува дека тие ќе успеат. Не може да ветат Volkswagen дека ќе дојде во Македонија, пошто го ветуваа пред 5 години, не се случи. Не може да го ветат Google, не се случи. Немаат што да ветат. И свесни се дека затоа што не можат да пораснат во поддршка, тие ќе направат се што можат да го девалвираат, да го намалат процентот на успех на ВМРО-ДПМН. И како ќе го прават тоа? Ќе измислуваат политички партии, како што тоа го прават, ќе ги финансираат, тие да бидат напаѓачите, кучињата кои што ќе лаат по ВМРО-ДПМН, а не по СДСМ, и ќе прават нерегуларности во целиот овој процес, подкуп, нагласачи уцени, закани во администрацијата. Зошто? За да можат да тие луѓе да не излезат да гласаат, да не гласаат за ВМРО-ДПМН. Тие се свесни дека за себе не може да ги убедат да гласаат. Така што го очекувам овој процес, но независно од тоа, да не мислат луѓето дека нудам некој алиби за успехот на ВМРО-ДПМН, јас сум убеден во убедлива, многу сериозна победа на ВМРО-ДПМН. Не сакам да го користам зборот историска, но мислам дека ќе биде една од најголемите, најубедливите победи кои што ВМРО-ДПМН ги имало, особено имајќи во вид дека доаѓаме од опозиција и дека нудиме нови решенија за проблемите на граѓаните. Неколку пати ја спомнувам програмата. Ние сме политичка партија на која што луѓето и веруваат дека ако нешто вети во програма, ќе се држи до тоа и ќе го реализира. Тоа ни е останато, можеби од првата генерација на ВМРО-ДПМН, уште од 90-тите. Со сите слабости и недостатоци на било која од владите на ВМРО-ДПМН, луѓето знаат дека ако ние ветиме рамен данок кој што скалесто ќе се намалува, а нема да се зголемува, ние тоа ќе го испорачаме. Така што програмата е пишувана многу внимателно, гледаме ветувањата да бидат сериозни, добро обмислени, но и радикални во смисла дека мораме да понудиме длабоки реформи на македонското општество за да тргне напред. И верувам дека луѓето ќе ја препознаат повторно таа искрена заложба на ВМРО-ДПМН, да тоа што ќе го напише, ќе остави на хартија, тоа и ќе го реализира. Нема да очекуваат луѓето дека ние ќе ветуваме, се сеќавате пред 4 години, Space Shuttle, да, или патување на месечината, или Македонија, дека одеднаш ќе стане некоја, не знам, ќе се патува по оние жици, возови кои што летаат, но можеме да ветиме многу сериозни економски реформи, сериозна борба, неприкосновена борба со корупцијата во правосудството, но и во целокупниот политичко-општествен систем, и мерки кои што значат подобро здравство, подобро образование и подобра животна средина. Тие ќе ни бидат фокусот на нашата изборна програма, и кадрите кои што ќе ги понудиме точно ќе знаат да елаборираат што е напишано во програмата, и ќе бидеме сигурни дека токму тие луѓе ќе ги реализираат ветувањата пред граѓаните. Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН, благодарам многу за вечерашното гостување. Се надевам дека одговоривме на најголем број прашања кои што можеби гледачите ги имале во своите глави. Ви благодарам многу на поканата и уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека ќе имаме уште можности за дискусија.
Благодарам уште еднаш, почитувани. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Ви посакувам убав остаток од вечерта. Останете со телевизија Алфа.